Ако пред неколку години Апасиев Димитар беше најголема предност, сега станува полега најголем товар на таа политичка партија. Тука сме истомисленици. И тоа ќе се види на наредните избори, бидејќи знаете како годините се трошат, политичката креда се троши и полека почнуваат луѓето да поставуваат логични прашања. Тие кои што ве следат гледаат дека вие наместо да правите експанзија, правите стагнација, тоа значи дека нешто не е во ред. Зошто ВМРО-ДПМН континуирано бележи зголемени и подобрени резултати, а тој континуирано бележи стагнација? Мислам дека тој е еден класичен, суштински искомплексиран политички лик од ВМРО-ДПМН и тоа се гледа преку неговите настапи, неконтролабилната нервоза која што има во него. Како поранешните комунистички лидери во кои што нивниот народ трпел, а тие уживале во одредени удобства. Кога ќе почне таа партија да се расчленува, тогаш ќе дадат вистинските проблеми. Направија почетна белја за Струга Гостивар Кичево, а во македонските почисти средини немат кандидати, ќе им се врати бумер. Мајде еве вака ќе видиме кого ќе поддржат во вториот круг, таму каде што ќе има прв круг, и да видиме, еве ја ќе го пуштам ова како една фрлена ракавица, предизвик, да видиме, мислам дека нивниот кандидат за градоначалник на градот Скопје во многу интересни општини ќе има малку повеќе гласови, односно таму каде тие општини ги контролира Демократската унија за интеграција.